Здраво, подкаст Каде се парите на pari.com.mk. Јас сум Горан Теменугов. Минатата епизода, зборувавме за енергетиката со министерот за економија Крешник Бектеши. Ова е тема како да е многу актуелна во последно време, посебно како што се доближува и 1 јули, кога ќе да имаме и нова цена на електричната енергија. Но има и други интересни работи, зашто денеска го викнавме председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Први, добро дојдовте. Благодарам за поканата, добро ве најдов. Зошто го викнавме? Ова е регулаторна комисија не само за енергетика, односно за електричната енергија за да утврдува цени, туку утврдува и цената на водата, а наскоро и на ѓубретарината. Тоа е многу интересно, бидејќи ќе се менува и моделот на пресметка, што веројатно ќе донесе и повисоки цени за ѓубретарината. Така што ќе зборуваме и за ова, односно до каде е целава постапка и дали до нова година можеме да очекуваме промени на начинот на пресметка на ѓубретарината. Затоа ќе зборуваме за многу работи, но она што е најинтересно, верувам сите не интересира, е цената на електричната енергија од 1 јули. Господине Бислимовски, ајде сега директно ќе поскапи или нема да поскапи електричната енергија? Нема да поскапи. Нема да поскапи? Да. Онака како што кажа Крешник Бектеши, нема да поскапи, така ќе биде. Тие податоци што ги имаме до денеска, цената на електричната енергија не треба да поскапи. Па ќе видиме што ќе добиеме утре најбитниот тендер на универзалниот снабдувач на Ивана Хоум и ќе видиме што ќе добиеме. Тоа што овака што го гледаме е дека загубите на МЕПСО во вторите 6 месеци од годината просечната цена од 220 евра е намалена на 132 евра за мегават час. За вториот дел од годината загубите за дистрибуција на електрична енергија се набавени по цена од 100 евра за мегават час, така да тоа што е као мрежарина имаме позитивен сигнал и дека е тоа добро. Факт е дека во делот на дистрибуцијата, бидејќи имавме 21 година проблематична и 22 во однос на цените на загубите, со цел да не предизвикуваме ценовни шокови во делот на дистрибуцијата на електрична енергија, им останавме доста пари должни на Евана и тоа согласно методологијата со фактори на корекција ќе го враќаме во наредниот период, но во кој период да знаеме? Па веќе од лани почнавме оваа година некаде по 10% од купниот долг, тоа е некаде имаме долг од приближно од 50 на милиони евра. Тоа е едноставно затоа што ние во пресметките 2021 влеговме со цена за загуби од 52 евра за мегават час и тоа се реализираше до 7 месец, од 8 месец имаше стравично зголемување на цените на електрична енергија на слободниот пазар, Евано тамо ги купуваше, некаде отидоа до кај 180-190 евра за мегават час. Во првите 2 месеца од јануари 2022 цените беа околу 220-230 евра за мегават час и од 1 јануари 1 март 2022 ЕСМ ја превзема врската да ги обезбеди овие загуби на електрична енергија. Тоа се технички загуби по цена од 143 евра за мегават час. Од 1 јануари оваа година ги обезбедува по цена од 110 евра за мегават час и сега од 1 јули до крајот на годината цената ќе биде 100 евра за мегават час. И поради тоа имаше одреден период минатата година кога трошокот за мрежарина се случуваше да биде повисок од трошокот за енергија, но со влегувањето на ЕСМ во целата оваа приказка и стабилизирањето на цената за загуби на електрична енергија, која што се уште речиси 2 пати повисоко од една година како што била 2021, веќе се си доаѓа на свое место. Рековте годишно по 10% ќе се враќа, тоа значи наредните 10 години би да дојде до 100% до тие 50 милиона. Па ќе видиме како ќе биде, ако стваруваат повеќе приходи од некои дејности во рамките на дистрибуцијата, ние и тие пари ги одземаме, така да тоа е за да не се предизвикуваат ценовни шокови, тоа не можеме да ги вратиме одеднаш. Ако би ги вратиле одеднаш, цената за дистрибуција би се зголемила за 20%, што нема логика да правиме такво зголемување и во тој дел имаме одредени забелешки од електродистрибуција, но тоа е тоа.
Тоа е тоа. Зборуваме сега за цената на електричната енергија. Во јавноста се води голема битка за околу данокот на додадена вредност. Сега во моментов изнесува 10%, од 1 јули ќе биде 18, значи за 8% поени ќе се зголеми и тоа ќе би требало да влијае на цената, но вие викате дека нема да се зголеми. Први, дали имате сигнали од владата дека ќе ја наштимаат толку цената што ЕСМ, државните електрани кои ја продаваат 100% електричната енергија на Ева на Хом, дека ќе биде точно на рикта на што се вика народски кажано дотерана, да биде овие 18%, односно 8% дополнителни, 8% поени дополнителни, да не влијаат на зголемувањето на цената. Значи никогаш цена на електрична енергија не може да се наштима и да се нарихта, бидејќи зависи од испорачани количини на електрична енергија, а тие никој не знае какви ќе бидат. Каква ќе биде потрошувачката, никој не може со сигурност да предвиди и да потврди. Ние вообичаено идеме со предвидување, но тоа што се реализира е секогаш различно за 2 за 3% во зависност од периодот од годината. Значи, како прво, ДДВ-то ние веќе еднаш од 5 на 10% ни се зголеми од 1 јануари. Со таа одлука од декември бевме креативни, успеавме тој удар да го ублажиме. Сега е како апсолутна бројка на влијание на цена некаде околу 7,2%, значи тоа зголемување. Но во целата оваа приказка Регулаторната комисија за енергетика носи одлуки од секогаш за цени на електрична енергија без ДДВ и на ДДВ-то апсолутно ние не можеме да влијаеме, бидејќи тоа си е сосема друга надлежност. Ако ме прашувате мене лично, јас сметам дека би било добро да се почека со промената на ДДВ-то, бидејќи се уште ние немаме целосно стабилизирани цени на електрична енергија и на природен газ и во Европа и во Македонија. Предвидувањата се баш денес Худекс за фјучерсите за во 2024 за цена на електрична енергија, тоа е на унгарската берза се околу 160 евра за мегават час. Да, не се луди како што беа фантастични суми од 500, 600, 1000 евра за мегават час, но сепак тоа е 3 пати повисоко од тоа што било во едно нормално време. Во 2019, например, да речеме, која сметавме за нормална година, 2020 не е нормална. Заради ковидот имаше дури и пат на потрошувачката. Зборуваме за 19-та, некако ни е реперна за економијата. И сите анализи што ги гледам не само на нашата на берзата во Унгарија и на европските берзи, дека цените под 100 евра за мегават час за жал нема да паднат и ние сето тоа треба да се привикнуваме дека тека ќе биде. Во догледно време. У суштина, сакате да кажете дека не треба да се врати данокот на додадена вредност на 18% за електрична енергија, бидејќи фјучерсите, односно она што ќе се тргува во 2024 што се предвидувањата, се 160 евра, што е прилично висока сума и дека треба да се остави можноста со низок ДДВ да се влијае на цената на електричната енергија. Значи, јас да сум тој што ја носи одлуката, јас би го оставил ДДВ-то да биде од 10%. Министерството за финансии од владата, например, вице-премиерите, министерот за економија и министерот за финансии, дали ви кажуваат што ќе направат со ДДВ-то? Не кажуваат, сега немаат други, они ги гледаат буџетските приходи, валјда имаат некои други очекувања, имаме аранжмани со Меѓународниот монетарен фонд и некои други услови, сигурно треба да се исполнат кои што ги бараат од нив. Но тоа е тоа, Регулаторна комисија за енергетика носи одлуки за цени за електрична енергија без ДДВ и минатата одлука која донесовме, доколку не беше ДДВ-то, ние ќе имавме намалување на цената на електрична енергија и впрочем имавме за малите потрошувачи кои што се на регулираниот пазар на електрична енергија, цената ја намаливме за 20%. И така и тој дел на овие предпријатија го стабилизиравме и некаде се вратија на нивото пред кризата, така да и во делот на малите потрошувачи не очекувам да има промени на цената, доколку се случи добра работа, да има намалување на цената на берзиве на електрична енергија, овие мали потрошувачи си го имаат правото да отидат на слободниот пазар, доколку им таму одговара повеќе цената и да се ги намалат своите трошоци. Она што го гледаме дека вкупно на мрежарините нема да имаме усколемување на таа цена.
Доаѓаме до онаа прашање што е многу актуелно, а тоа е враќањето на дневната ефтина тарифа. Во јавноста се доби впечаток дека на 1 јули тоа ќе се случи, дека повторно ќе имаме 2 часа дневна ефтина тарифа. Сега гледаме дека нема абер од тоа. Зошто не се воведува дневната ефтина тарифа? Значи прво дневна ефтина тарифа ќе се воведе. Јас никогаш не кажав дека ќе се воведе од 1 јули, бидејќи сме во постојана комуникација со операторот на дистрибутивниот систем, компанија која што произлегува од Еван, и имаат они точно за да се промени сето тоа, треба да излезат на терен и рачно да го прават промената на броилата со соодветни уреди кои што ги носат, но за секое броило мора да се искочи на терен. И дополнително има дополнителен временски период кој што им е потребен за да се промени билинг системот и за тоа побараа време. Во изминативе неколку дена, 1-2 недели, сериозно се разидуваме во однос на тоа кога треба да започне имплементацијата на ефтината тарифа, бидејќи бараат и рокови зголемени, кажуваат дека ќе има и зголемени трошоци, бидејќи билинг системот им го држува компанија од надвор, која што за да се најми треба барала повеќе време и така натаму, но во следниве 7 дена сите тие прашања ќе ги расчистиме и битно е што е можно пред да почне примената на ефтина тарифа, што е можно да имаме поголем опфат на домаќинства кои што ќе може да ја користат ефтината тарифа за да не се губи многу време. Зошто кога се укина ефтината тарифа тоа одеше многу брзо, а сега воведувањето не одеше многу брзо и тогаш беше некаде најголем дел од домаќинствата беа опатени за околу 4 до 5 месеци. Значи мора да излезат на терен. Кога не зборуваме кога се воведуваше. Кога се укина тачно од јануари 2022 има одреден период и они излегуваат на терен. Сега има дополнително, бидејќи ние воведовме и 4 блока во скапата тарифа и поради тоа пресвечување на воведувањето на ефтината тарифа на лице место им барало повеќе време. Ворете се, ние се убедуваме колку е тоа време, како е тоа време, но и тогаш кога се укинуваше, исто така им требаше повеќе време за да го направат тоа. Не како сега што бараат, апсолутно, но им требаше одреден период, бидејќи кој е тој период за воведување? Не, сега се различни таму периодите. Од еден аспект кажуваат година дена, па 9 месеца, па ќе видиме, ги разговараме сите тие прашања, но она што е битно... Но најоптимално кога би било, знаете, веќе процесот сме го поведеме, според вас, дали ќе биде пола година додека не се воведе? Ние гледаме некаде да го фатиме периодот кога почнуваат зголемени трошоци на граѓаните, тоа е некаде со реално во Македонија грејна сезона негде кај домаќинствата кои што се греат на струја, зголемена потрошувачка, со ние податоци што ги имаме, е кон крајот на ноември, бидејќи до тогаш може и да си помогнати со помали трошоци, немаат зголемена потрошувачка, тоа статистички го вие притискате ноември да биде они бараат. Гледаме, ако може да се направи што е можно побрзо, тоа ќе го направиме, но гледаме тоа што е најоптимално, еве да бидеме коректни према таа компанија и да бидеме према потрошувачите, затоа што не сакаме па да се доведеме во ситуација да има соседот има ефтина, јас немам, така да бидеме посигурни кога ќе фенкшуи се да биде, што би рекли. Ефтина не по фенкшуи, заврши таа работа по фенкшуи. Со цените по фенкшуи беа до првата половина на 2022, од втората половина на 2021 леговме во Бетмен сценарио. Бетмен сценарио. А ќе го објасниме Бетмен сценариото, но сега сакам да ве прашам. Се црно гледам. Се црно, добро. Океј. Сакам да ве прашам од кој период како да насетив дека се договарате и не се согласувате од кој период да биде во текот на денот ефтината тарифа? Не, од кога да почне, во текот на денот. Во текот на денот дали е дефинирано? Во текот на денот ги собравме податоците кога се најефтини цените на електричната енергија на берзата, бидејќи ние ја воведуваме поради тоа што гледаме што се случува на пазарите на електрична енергија.
и на сите берси. Факт е дека и во зимата, а и сега, во текот на денот, некаде од 11-12 часот па до 15-16 часот, цената на електричната енергија е најниска. Споредено со другите часови од денот. Во зима, например, во јануари беше оваа во тек на ден да биде 120-30 евра, а во ноќните часови негде од 19-20 да биде 240 евра. И сега го имаме тој тренд, и значи тоа е веќе фактичка ситуација, тоа е ново нормално. Значи, порано беше вообичаено највисоки цени на електрична енергија да имаме во текот на денот, сега најниски цени на електрична енергија имаме во текот на денот и после 2 часот наутро. И значи тоа е, ние со воведувањето на ефтината тарифа испраќаме сигнал. Испраќаме сигнал до Евана Хоум и до ЕСАМА. Значи, во периодот кога е најефтина цената на електрична енергија, таа електрична енергија да се купува, и таа е ефтина заради фотоволтаици, и за сметка на тоа да се чуваат ресурси на вода за хидроелектраните кои што ги имаме во Македонија, да ги чуваме јагленот, кога ќе можеме да... И во периоди кога е ефтина, тогаш да ја штедиме водата, а да ја продаваме во таа електрична енергија во периоди кога е далеку повисока цената на електричната енергија. Значи тоа е таа идеја и така ќе биде. Зборувавме со министерот Крешник Бектишино, рековте црно сценарио, односно гледате се црно, дали вие се замислувате како регулатор дека сте онаа знакот на Бетмен горе на небото кој ќе се појави, вие доаѓате и решавате проблемите? Не се замислувам, бевме затекнати од таква ситуација. Дека како зрак на надеж светлост дека сте дека ги решавате? Немаме зрак на надеж, јас сум свесен дека поминавме исклучително тежок период, имаше потреби од зголемување на цени на електрична енергија, на топлинска енергија, колку што можевме. Значи малку Бетменче, не големо Бетменче, мало Бетмен. Немам амбиции за Бетмен. Добро, окей. Добро, не се чувствувате како Бетмен тогаш, окей. Зборувавме за фотоволтаици. Министерот кажа дека општа јагма е и дека има огромна побарувачка за приклучување на мрежите. Да. Огромни бројки зборува за 4000 мегавата, 6000 мегавата на двете различни преносни мрежи. Значи има според стратегијата до 2040 година дека тоа треба само 1500 мегавата инсталирана моќност да имаме. Едноставно се добива впечаток дека направивме еден јуриш, општо јуриш, ама како да не се пресметавме добро како тоа на крајот ќе излезе. Дали го делите таквиот став вака после тоа интервју, тој разговор, тој подкаст со министерот, што се доби некој впечаток, или мислите дека сепак добро го изведовме целиот процес? Ака сега треба, кога се збориме за фотоволтаици, треба да ги поделиме. Тие што ги поставуваат на кровови, тие што ги поставуваат на земја. Тие што ги поставуваат на кровови, тоа е суво злато. И тоа е во најголем дел до сега, од 1 јануари 2022 до сега, се изградени околу 210 мегавати нови фотоволтаици, што е исклучително многу. Тоа е речиси како еден блок во Битола, кога ќе ги додадеме и 36 мегавати ветерницата во Свети Николе, уште некои мали хидроелектрани, доаѓаме до една бројка околу 260 мегавати. Тоа е сериозна бројка. Значи, кај нас имавме околу 2000 мегавати вкупно инсталирани производни капацитети, сега за, ја верувам и до крајот на годината, негде за 15 до 20% ќе го зголемиме вкупниот инсталиран капацитет. Значи, тоа е добро што се инвестира и тоа е пред се, во најголем дел се приватни инвестиции. Значи, овие што се на кровови, тоа се ги поставуваат компаниите и таму нема никакви проблеми од аспект на приклучување на мрежа. Фотоволтаикот сам по себе е проблематичен во однос на создавање на хармоници во мрежата, па и квалитетот на електричната енергија, на напонот може да падне, но тоа е математички, реално граѓаните тоа дома не го приметуваат многу. Значи, секоја мрежа има одреден капацитет кој што може да го приме. Низ еден кабел може да пројде толку и толку електрична енергија, не може повеќе. До сега, во МЕПСО, во моментов има околу вкупно и ветерници, фотоволтаици, тоа се околу 8000 мегавати. Значи, ние не можеме да ги примиме сите, системот не може да ги прими во принцип.
доколку се надградува мрежата, ние тоа се може Така. да се приклучи, но кој ќе му кажете на еден инвеститор дека Почекај ќе 2-3 треба години, 5 години. за да ние имаме концепт на длабок приклучок за приклучување кон мрежата и тој ќе треба да прошири преносна мрежа и да даде посериозни пари дека тоа чини повеќе. Така да одлично е ова со фотоволтаиците што се случува и операторот пред да дојде во регулаторна комисија за енергетика и инвеститорот треба да добие енергетска согласност. Дали од преносна или дистрибутивна мрежа. И сега и МЕПСО и ЕВАНА пред да приклучат некој прават анализи на мрежата, дали може да се приклучи. Тоа е јасна работа. За да добие лиценца на крајот мора да има согласност за приклучување и до сега тоа што имаат согласност за приклучување ние издавам. Се разбира веќе и на дистрибутивната мрежа поради тоа што немаат капацитет, треба да го прочитат капацитетот со изградба на нови трафостаници за приклучување на преносната мрежа. Веќе имаме случаи кога ги одбиваат и сега тоа е тоа. Во принцип тамо каде што може да се зголеми капацитетот, изградба на нови дистрибутивни трафостаници приклучени на преносната мрежа за да се закачат нови фотоволтаици, во ред и тоа треба да се прави. Значи нема, но толку е капацитетот. И плюс со фотоволтаиците еден зрак наде што се појавува се батериските системи. Значи тоа е одлична работа. Ја не сум приврзаник на теоријата да ги тераме задолжително поставете батерии. Ако сакаш, постави се за да си го подобриш својот пазарен продукт, за да можеш дел од таа енергија да ја складираш кога реално имаш најниска цена на пазарот, складира ја, продава ја кога е далеку поскапа и тоа е процес кој што ќе биде. Министерот Бектеши, зошто тоа големиот складишен капацитет за батерии да не биде државен проект кај што у суштина ќе од стратешко значење кај што ќе можат сите производители у суштина тамо да се складираат, едноставно со закупни на некоја по пазарни цени за да го складираат тамо и едноставно бидејќи утре може повторно да ни се случи ваква криза како што имавме пред година, уште сме во таа криза, што викате Бетмен сценарио, гледаме темно само, едноставно државата да ги контролира тој стратешки ресурс, односно чувањето на електричната енергија, бидејќи ако некој може, ако е во приватни раце, може да уценува, може да не даде пристап, може да се однесува монополски, едноставно има некои други игри. Пака сега, значи батериите малце и ко технологија се нови. Значи не е нешто и сега и тие што се на пазарот и на тие си имаат одредени фалинки на кои што и се тестираат, но вие батеријата што ја складирате не може да чувате 2 месеца, вие треба за еден ден да ја повторно да дадете на мрежа, значи веќе и во Хрватска прават, и во Бугарија некој гради само батерии. Едноставно во текот на денот е купувач, потрошувач, купува електрична енергија, а во текот на например кога е поскапо, односно до 2 часот како што кажете. Значи, сега дали да го направи тоа државата, ако има капацитет, нека го направи, јас се согласувам, нека го направи ЕСАМ. Но кога ќе влезете во постапки, па јавни набавки, па спороди, и ќе не прегази... Не, ама вие батеријата мора да ја набавите, затоа треба да распишете тендер. Она што го гледам во делот на батериите како технологија, сигурен сум дека многу брзо ќе се развиваат, што читам и статии, има и компании кои што ги користеле батериите за поставување во автомобили, сега тоа е заборавено, не ги развиваат многу, насочени се кон батерии за складирање на енергија и реално на тој начин зависноста на Европа од увоз на енергенти ќе се намали и Европа не верувам да си обновливите извори да се зачуваат, бидејќи има проблем. Рековте дење е многу ефтина, не се случувало да биде во 12 часот, 13 часот, 14 најефтина струјата, секогаш се знаело дека е ноќе, односно веќе кога се продавало на големите капацитети кои што има моќност, можности да кумулираат електрична енергија, односно да ги загреваат печките со кои што произведува, не знам, фероникел или не е битно што. Останато. Океј, овде ќе закружиме некако за електричната енергија, можеме да зборуваме уште многу, но веќе имавме еден подкаст кај што централна тема ни беше фотоволтаиците и електричната енергија.
Вие како регулаторна комисија за енергетика сте и за водарина, што би рекол ја, и за ѓубрарина наскоро. Мене водарината добро ќе оставиме, гледаме дека советите не ве слушаат, вие давате минимуми и максимуми, они си тераат со минимум, па имаме проблеми со инвестициите во мрежата за снабдување со вода, но она што е новина е ѓубретарината. Се зборува дека треба некаде до крајот на оваа година, почетокот на наредната, веќе да се има некој концепт за менување први на начинот на пресметка и после и на моделот на собирање, значи да не биде како сега по метар квадратен, туку тоа да биде по кубик или да биде по количини некој да и на друг начин. Реално ли е да се постигне нешто на оваа поле, бидејќи во моментов сум во кладба со господинот Кирил Пржо од doma.edu.mk, со кого работиме многу често на вакви еколошки теми. Он века дека ова нема да се спроведе никогаш, односно може единствено да поскапи ѓубретарината, ама на терен ништо нема да се случи. До каде е целата работа? Значи прво концептот е и во законот да се направат депонии, дали ќе предпоставам дека тие ќе бидат државата како што води сметка, Така, како што треба кажува, да бидат регионални ќе Така, бидат регионални. неколку. И сега тоа ќе си почне отпадот, јавните комунални предпријатија и сега што го собираат отпадот, ќе треба да си го собираат, и тоа на крај ќе треба да заврши во депонија, на таа депонија ќе треба да се плаќа одредена такса. Ние во Македонија сваќањата за депонија ни се дека е ѓубриште, како што го гледаме Вардариште, ова како што гледаме Полошкиот регион, се фрла само ѓубрето, ќе дојде некој ќе го запали и такво ни е сваќањето за депонија. Во Виена, централната депонија на Виена е во центарот на Виена и тамо се складира ѓубривото и тоа се користи за производство на електрична енергија и на топлинска енергија. Ние прво треба да знаеме дека тие депонии кои што ќе се направат нови, дека мора да ги исполнуваат еколошките стандарди. И тоа треба, ја мислам дека и времето не гази како држава, ние мора да ги Одамна требаше да се направи 20 години веќе се зборува. Но како што гледам, општиниве не може да се договорат од еден регион во која општина да биде, бидејќи сваќањето е се уште дека депонија се пали, гори и мириса. Значи тоа не е така. Ние и тоа е, значи бизнисот со ѓубриво е сериозен бизнис. Конкретно Марибор извезува тоа што го собира, го извезува во Виена на тамошната компанија за да им треба повеќе отпад за да се произведува електрична енергија и топлинска енергија. Значи ние треба да ја смениме прво навиките ќе мора да се сменат, ќе треба да се смени и перцепцијата. Во однос на тоа што треба да направи регулаторната комисија за енергетика, ние во рамките на Министерството за животна средина има добиено европски пари и дел од тие пари, меѓу другото, се определени за да со помош на европски експерти да работиме на методологиите за отпад и тие во текот на оваа година ние ќе ги подготвиме методологиите. Во принцип тие се ценовни методологии како што ги имаме и за водата, како што имаме и за електрична енергија, тоа е тоа. Анализираме трошоци, амортизации, профити кои што им ги гарантираме и слично. Тоа е тоа, не се плашам од тоа дека ќе ги донесеме методологиите. И кај најголем дел од општините во државата едно јавно комунално предпријатие врши водни услуги и работи со отпадот. Така да во тој дел имаме искуство и комуникација со комуналните предпријатија. Во поголемите градови се посебни предпријатија, но не очекувам дека таму ќе имаме проблем. Да видиме прво... Кај очекувате дека ќе има проблем? Не, ја очекувам ќе има проблем со депониите. Кај ќе заврши се тоа ѓубре? Ние и во моментов ќе развиеме и различни пракси. Тоа што го гледам во Европа, кои што ни го кажуваат експерти веќе кои доаѓаат на оваа тема, селектирањето на отпадот ќе треба да се прави во секое домаќинство. Од тамо да почне и тамо да заврши. Значи и кај читав, гледам и во Загреб се прави тоа и кај нас ќе почне, ја мислам дека тука може да има одредени проблеми во однос на примената, но не очекувам да има промени во однос на
на цената на ѓубрарината која што се плаќа сега и треба да најдеме поправеден начин. Сега е врзано со квадратурата на дворот без разлика колку е производството на колку еден го прави тој отпад, затоа што може и во куќа со голем двор да живеат двајца луѓе и отпадот да биде многу помал отколку во стан кај што живеат повеќе луѓе. Така да треба да искрено да ги видиме европските искуства како се прави тоа. Ние немаме искуство и тоа да се да не измислуваме топла вода да се имплементира и кај нас. Која е опцијата? Се зборува дека по метар кубен дека ќе биде, тоа ќе значи зголемување на цената на ѓубретарината. Дали се разгледува таа опција и докаде во суштина, рековте до крајот на годинава ќе ги донесете некаде методологиите, ова веќе ќе треба да биде познато. Значи како ќе се да видиме, има и различни опции како тоа може да биде применливо, но врз основа на што да се фактурира, но методологиите ви кажувам дека ќе бидат базирани на тоа веќе сега што го применуваме, но примената која ќе почнат да поднесуваат барање на цени, сигурно ќе треба и обуки да се направат на комуналните претпријатија како што се правеа во 2015-16 година во однос на поднесувањата на барање за цени за водата, така ќе биде и за комуналниот отпад, ќе се поработи со јавните комунални претпријатија. Сега треба да видиме и статистики колку отпад собираме, каков отпад собираме, квалитет на тој отпад, бидејќи тоа е битно. Како што зборувате, ова е голем процес кој што тешко дека ќе се реализира до изборите наредната година. Значи, ние ја верувам дека ако се донесе метод, ќе се донесе во текот на оваа година, ние ќе им дадеме одреден период и ќе започнат они со поднесување на барања во текот на следната година, најверојатно до јуни, до јули, да почнат да ги поднесуваат барањата, за да може од 1 јануари 2025 веќе да им ги определиме цените на сите комунални претпријатија во државата. Сега, зошто сите оние што не следат сега ова го викате и зошто зборуваат се за ѓубрарина, зошто за 2025 тоа е толку далечно, но генерално, например, бидејќи ова ќе значи неколку работи во ведувањето на новата методологија, вие она ценовната што рековте, тоа е математики, но како што напомнав, ќе се менува моделот на пресметка. А сега, еве на пример во Скопје се плаќа 3,59 денари од квадратен метар стамбена површина. Тоа е во моментов и последната промена е во 2011 година донесена, односно се плаќа толку од 2012, мислам од 1 јануари 2012. Значи веќе 11 години имаме една цена на ѓубретарина, се отиде не знам колку трошоците отидоа и за горива и сето тоа. И сите знаеме дали сме задоволни или не сме задоволни од тоа како се собира ѓубрето и колку ни е чист градот на крајот од денот, но ние плаќаме само 3,59 денари од квадрата, додека фирмите 5,5 денари. Промената, едно е да се донесе методологија, вие ќе морате веќе да ја знаете, значи тоа до 2025 ќе треба да се знае дали ќе се пресметува по квадрат, ќе остане како што е сега, дали ќе биде тоа ќе се знае уште до крајот на оваа дали по кубик, дали ќе биде, дали по кубик, дали ќе се оди на посебно ако рециклираш да не плаќаш, односно помалце да плаќаш, па да плаќаш само она што треба да заврши на депонија, додека рециклираното нема да го плаќаш. Има повеќе модели како, но тој модел едно вие што ќе донесете како математички модел, вториот дел треба да се имплементира. Ова е сериозна промена во, рековте, и во свеста, но и во инвестициите за подигање на кубен метар пресметката, како ќе се врши, па ако се отиде на рециклирање, како ќе се подигнува рециклирањето, па рековме депониите треба да се решат, тие треба да бидат стандардни за да може да го преработуваат ѓубрето како енергенс. Значи ова се мислам отпадот е сериозен извор на енергија. Тоа треба да го искористиме, сега треба да се види дали ќе правиме помали такви комбинирани постројки кои што користат отпад за производство на електрична енергија и топлинска енергија, или ќе направиме една поголема, таму каде што трошоците за транспорт на отпадот од регионалните депонии би биле најмали. Тоа треба да се направат анализи, но во светот тоа веќе поодамна функционира и не гледам зашто да не може и кај нас да функционира, особено во Европа. Морам да ве поставам, дали веќе имате пресметка, дали имаме ние доволно количина на отпад? Ние сме многу валкана држава.
Но тоа не значи дека имаме доволно квалитетен отпад од кој што ќе можеме да произведеме електрична Со енергија или експерти топлинска. кои што сум зборал, со тоа што прават анализи, отпадот што го има во државата е доволен за да се изгради една когенеративна постројка од 60 до 70 мегавати. Сега тоа како репер 60 до 70 мегавати е, да речеме, 1/3 од еден блок во Битол. Можеме со тето да го споредиме колку е тоа, бидејќи тоа ни е И тето ако е во делот на електричната енергија 210-220 мегавати е 30%. 30%, значи имаме ѓубре само за 1/3 од тето што го изградивме. Спорам комунален отпад. Инако био ѓубриво, тоа што биоотпадот, што може да се разградува, веќе се направени околу 13 мегавата биогасни електрани во државата. Тоа е независно од ова, тоа е друга работа, ова е друга. Ова е значи исклучиво комунален отпад. Значи до крајот на годинава ќе ги имате методологиите, а после тоа веќе ќе имате и обуки во текот на 2024. Да објасниме, регулаторната комисија ќе преземе улога да одредува, да им предлага на советите на општините минимална и максимална цена на ѓубретарината. Тоа се случува сега со водарината и гледаме дека не е баш многу славно. Мислам, нас како граѓани ни одговара што сите совети ја држат минималната, никогаш не одат на максималната, но што ова во големата слика ќе значи ако се остане на политиката на минимална цена на ѓубретарината и на минимална цена на водарината? Или тоа не е во интерес на граѓаните. Ако е ниска цената, не мора да значи, може да има и чести испади, па тоа што ќе ги заштедите, што ги штедат наводно граѓаните, дека ние кога збориме за зголемување на вода, за цена на вода, ние збориме за 20, 30, 40 денари на месечно ниво. Не може никој да му убеди дека некој совет го спасил стандардот на граѓаните ако му ги зголемил или намалил трошоците за 40 денари. Ама едно знам. Ако едно домаќинство нема вода еден ден или пола ден, тие заштедените ќе отидат за купување на вода во продавница и таму е 25-30. Значи, треба да се инвестира во водната инфраструктура. Тоа е една работа. Втора работа. 63%, 64% имаме загуби на вода во државата. Од земја. Богата со вода, ако продолжиме со ова, ќе станеме сиромашни. Значи, 64% значи, 100 литра да место да дојдат дома кај мене, доаѓаат само од 36. Тоа е. Другите ги пие земјата, односно цевките се порозни и остануваат во земја. Заради тоа што не се инвестирал. Значи, ако се инвестира во одреден период, значи, прво треба кај овие јавни комунални предпријатија, реално се треба да збориме со факти, треба да се зголемат ефикасноста на работа. Ако ги споредите јавните комунални предпријатија од 5 најголеми предпријатија во државава, сигурно тамо бројот на вработени е 7-8 А имаме една дистрибутивна компанија Евана, на ниво на цела држава, работеа пред приватизација 3500 луѓе, сега работат 1700. Значи, треба да се работи на подобрување на ефикасноста и дека ние не можеме само пумпај трошоци. Ако ќе ги натераме, јавните предпријатија со повисока цена да инвестират, може нема да инвестират. Не мора да знаат они тие луѓе што работат во јавните комунални предпријатија, знаат што треба да направат и се домаќини луѓе, но сега има и сериозен проблем, им се зголеми трошоците за електрична енергија и сето тоа влијаеше на влошување на состојбата. И сега ние што во која ситуација се доведуваме? Ето они наводно чуваат ефтина цена, не зголемуваат, а ви кажав колку е зголемувањето, и сега општината им дава директни пари, и тие пари место да се користат за правење на улица, ќе се користат за да се покријат минусите на овие јавни комунални предпријатија. Значи, во Европа голем дел од тие јавни комунални предпријатија се исто така општински како и во Македонија. Но тамо нема разлика дали една компанија е во приватна сопственост, дали е во општински или во државна сопственост. Секоја компанија треба да работи со профит. Конкретно и Евана, која што е дојдена во Македонија,
таква компанија која што е во собственост на Да, владата на Долна Австрија. ЕДЕ во Франција е државна компанија. Има ЧЕС е државна компанија. Има компании кои што се државни, но работат со профити. Тоа им е работа. Значи, ние треба да, ако е државно, не значи дека тоа треба да биде загубари, да не работи со профит. Тоа е поентата на секоја компанија, без разлика дали е државна или приватна, е да оствари профит. Да, ама не остваруваат профит, но се држат на ниска цена, наведувајќи тоа е во интерес на стандардот на граѓаните. Еве, советниците и од најголемите партии викат никогаш нема да дозволат да се зголеми цената, а еве и да прифатат да се зголеми. Има ли начин да се натераат да инвестираат? Рековме дека 60 и кусур литра, на 100 литра, 60 и кусур се губат, не доаѓаат до нас, до граѓаните, едноставно потонуваат во земја. Има ли начин да се натераат да инвестираат? Не мора да инвестираат, они гледаат дека има. Гледајте, не мора, ова е многу интересно, мораш. Ако ги намали загубите, ако ги намали загубите, ќе му се зголеми приходот. И на крајот на денот тоа пак ќе биде, ние кога ја определуваме цената, имаме приход, пари, го делиме со некоја количина на вода и добиваме цена. Колку таа количина на вода е поголема, толку цената ќе биде, ќе се намалува. Значи, имаме вин-вин ситуација. И тоа мора да се збори, тоа мора да биде така. Нема друг начин, тоа е единствен начин. За некои работи може, па може и овака, може и онака. И тоа е единствен исправен начин. Еве, ние тераме неодговорно, како држава, не кажувам кој. И имаме загуби на вода 64%. Ако смета некој дека тоа не води кон просперитет и напред не води, во ред. Ама дали некој од дома, кој идете вие на пазар, кој ќе купите кило јаболки, плаќате кило јаболки. И замислете, плаќате кило јаболки, а дома да се вратите со 300 грама. Не бива тука математика, нема развој, нема напредок, нема ништо. Добро, еве, нема развој, нема напредок, нема ништо, но ништо не се менува. Никој не ја прифаќа вашата максимална цена. Никој не сака да ја зголеми, рековте, за 30-40 денари и да почне во инвестиционен циклус. Ја повеќе пати бараме, за да не ја префрламе топката доле кај советите, еве, ние да донесеме цената и да биде задолжително. А како тогаш? Не се плашиме ние од одговорноста. Не, окей, ние ги кажуваме принципите врз основа на која ќе ја носиме. Вие ќе ја носите врз принципите со инвестиции и вие ќе бидете тие што ќе ја зголема. Не само со инвестиција, ние ќе ограничиме број на вработени. Како што ограничивме у МЕПСО пред 2 години и кај нив ќе ограничиме. Немаме проблем со тоа. Окей, немате проблем, но има проблем, вие ќе одредите цената, но они нема да инвестираат повторно, ќе ги потрошат на кожни са фотели, ќе потрошат на 60.000 евра автомобил, некој со не знам какви фантомски светла или не знам што. што. Па ќе пропаднат на крај тоа и никој нема ќе. Ама не сме го решили така. Има механизми регулаторната комисија за енергетика, бар во делот на енергетиката. Тука ние сме само во делот на цената и не можеме ние дури ни надзор да им правиме. Но во следната цена, доколку не го направиле тоа што било предвидено со нашата одлука, тогаш ќе има драстично намалување на цената. Па ќе нема ни за кожни фотели. А дали се разгледува да ви се даваат поголеми надлежности во овој дел? Еве, рековте, убаво би било вие да можете да ги одредувате цената, која би била задолжителна, но немате право на надзор. Дали во енергетскиот сектор имате право на надзор, во вода немате право на надзор? Дали воопшто некој седнал со вас и да разговара на оваа тема или тоа? Не, разговараме со Министерството за животна средина, тоа постои како опција, но колку што слушам дека е во законот за локална самоуправа, наводно не ја давал таа можност, е дадена само на советите, а ја немала регулаторна, ако треба да се смени тој закон, нека се смени се, не знам, закон за локална самоуправа, мислам дека е системски закон, треба потретинско мнозинство. Ние со заеднички договарање тешко ни иде, иако лично сум убеден дека особено во енергетиката, треба да има општ консензус во државата, кои проекти ни се битни и приоритетни. Ние и околу таа работа да се договорат и политички партии, и експерти, сите, и да ги истераме тие проекти. Затоа што не, гледайте, од 45-та
до 90-та Се ќе ви речем што направени да ме разбудите, ова е идеално не, нешто. не, не, Знаете дека направени Македонија не функционира така. 1600 мегавати. Одне за, ама мора да функционира, ние немаме, видовте од таа увозна зависност што ни се случи втора половина од 2021. Не можеше ли да се направи една когенеративна постројка у 32 ама ние верувавме години? дека трговијата и либерализираниот пазар е закон. Не, ама не е Па таа го верувавме дека се може да купиме од надвор. Не. Таа не убедува дека се може да се купи. Ја викам, ако имаме да пари. се направиле, сама да направил когенеративна постројка, 300 мегавата, ќе извезувавме струја, ќе заработувавме пари. Така да околу тие неколку работи треба да се консензус да биде и да ги завршиме. Ние немаме проекти безброј, тие се проектите. А гасификација да се направи, да се изгради неколку гасни електрани и тоа е. Колку е гасификација кога до 2050 година треба веќе гасот да биде исфрлен од употребата во Европската унија? Таа инфраструктура и во Македонија сега што се прави ќе биде со можност дебелина на цевки поголема за да се користи водородот низ неа. Така да не е проблемта. Добро, ама проблем е во тоа што гасификацијата заглави со експроприација некаде кај Тетово Гостивар, мислам дека е заглавено. Не може да се реализира, значи стратешки интересе. Гледаме се доцни со поврзувањето, мислам грците доцната Александрополос што треба да се направи со гасот што треба да течниот газ што треба да доаѓа. Едноставно се некако треба ова да направиме, ама никако освен она што се има. согласувам дека сите процеси треба да се забрзат. Добро што се согласивте, но многу брзо одат она кај што имаме бизнис интереси, па одеднаш преку ноќ деца на политичари добиваат дозволи за трговија со електрична енергија, па некои се случува големи бизнисмени многу брзо да се снајдат со новите текови, па да диктираат услови на пазар. Не мислите ли дека малце државата остава некој чисто бизнис заедницата, одредени лица во бизнис заедницата да ќаруваат тоа што државата Или бизнис со електрична енергија високо ризичен бизнес. И значи тамо лесно се може да се заработи, ама многу лесно и се губат пари. Преку лоша проценка и такви работи се случувале. Тоа не се случува само во Македонија, да речеме во Британија од првите 5 најголеми снабдувачи во државата 3 пропадна. И тоа е вообичаена работа. Значи една мала лоша проценка се случува потоп. Значи за бизнисот со струја треба да се обезбедат многу ликвидни средства однапред, да ги затвориш и да работиш со нив. Но една мала грешка, и не само грешка на трговецот или снабдувачот, на неговиот потрошувач кој што го снабдува, ако превзема снабдувачот балансна одговорност, а сите превземаат, не најавил дека ќе има сериозен испат, или ете се случи испат, енергијата е купена, не е потрошена, отидоа сериозни пари. Така да немој да мислите дека се заработува многу, се заработува и се губи. Зошто тогаш толку сите сакаат да отворат бизнис со електрична енергија тргување, ако не се заработува толку? И гледам дека кризава малце не ги изгоре толку многу нашиве. Изгор. 70 на лиценци имам издадено, 20 се активни. Ама добро, тие и претежно се компании кои што се активни во регионот и препознатливи во регионот. Да, ама имаме и мали играчи кои што кога дојде густото пропадна и не можеше да се наплати од нив ништо, па презема државата обврски да нивните загуби. Има банкарски гаранции од 500.000 евра, на пример, направија штета од 7 милиона евра. Ја колку што тие пари ќе се ги мисли компанијата на која што ги должат, не можеш да наплатиш на трошок на граѓаните не се. Значи не се на крајот се сепак на трошок на граѓаните. Секогаш завршува на трошок на граѓаните. Не, тие не може да бидат затоа што не се вкалкулирани во цената. Се гледа некако приход. Добро, како приход, добро. Се наближуваме кон крајот. Имаме и други теми што би можеле да ги зборуваме, но јас сакам сега за крај малце нешто што ми остави една нејаснотија, еднаш напомнавте дека години пред сега, значи некаде на почетокот на 2000-та година, ако не се лажам, во една прилика ми се пофаливте дека сте биле еден од најдобрите продавачи на веќе непостоечкиот Оннет.
и дека сте имале некоја страшна финта кој што се успевале и секогаш нели најпаметниот меѓу нас господинот Сашо Мацановски Трендо да го измамите и да ја земате таа награда у суштина дека сте најдобар продавач. Може ли да ја откриете таа финта како го постигнувавте да бидете во Оннет најдобар продавач? Не имаше, тоа имаше и други добри. Добро, ве фалеа вас многу. Ајде. Пред да почнеме да работиме у продажба, ние држа обука. И една од работите што ја запамтив, Пепи Чемерики што ми ја кажа, вика, излезете бе од коцката од рамките. Абе, викам, кажи бе, Пепи, чиме така. Ја кога идев да давам понуди, они сами малтретира, даваат ценовник и сега малце околу ценовник. Нели човеков ми каже, излези од рамките и си давав малце и мои понуди. Не излегував од тоа, не ги носевме минус, но ќе си направив пакет со одветен. Нешто ако може, што требало да го прати одеднаш за цела година, ќе му поделев на рати едно друго, ама продажбите си ида. А имаше еден период, француски војници беа дојдени и бара, Оннет имаше интернет и во други градови, и као бизнис корисници сака, и сега доаѓа после работа. И сега поентата беше, кој ќе направи најдобра продажба на месечно ниво во тој ден, се добива награда. Ја им викам, овие не можам 50 души да ве примам одеднаш, ги праќав горе кај треки, ќе му направат муабет, па он ќе ги избрка, па ќе ми се јави мене, ама си теравме и така. Па еднаш ми се јавуваше, ево шекер за да си јадев шекер паре, дојди бе, викам вам, немам шо да им правам, викам задржи ги сега, ќе дојдам да дојадам се ова шекер паре. И така си теравме. Тогаш ме држи тоа да си каснете изгледа. И добро, и значи не треба да се размислува во така е. Ја Ја кога викам креативно треба да се носат одлуки за цени на електрична енергија. Така да тоа Пепи Чемерикич ме научил, вика излезете од рамката, не само вака. Така е, викам Пепи, така и ќе пиде продажбата. А дали се ратичките им ги деле, мамо таму му си терав. И колку пати бевте така прогласуват за најдобар? А еднаш ги затерав цел месец бев. Секој ден им терав. А имаш ли некоја наградичка што се вика? Даваше, ама ти го се троше по кафани. По кафани, леле. Ја мислев во библиотека одите. Па ги знаеш, па читаме у библиотеки. Да. По Трендо и Владко. И Пепи ќе го викневме, и не Венка си доаѓаш и Елена. И така усуштина. И Декла. Со тоа што бевте успешен, ги трошевте на нив. Они ви дава, вие ги наќате. Леле, не беа тие некои пари. Добро, ама. Али добра екипа беше. И едно од најдобрите искуства во животот ми е што прво почнав да работам во приватен сектор, после у државен, затоа што малку поинаку се функционира, многу поекспедитивно, побрзо, и тоа така треба и јавниот сектор да функционира. Тоа значи дека ако некој сака да влезе во, ајде да речеме, во државно, првин треба да има искуство и во приватно. Апсолутно. Затоа што ќе влезе со сосема поинаков сетап, по тој некој ако влезе прво во работување, ако му е државен сектор, е дека кај нас Пепи можеше да ни каже, прелјаво сега бирото, изчисти си го, шо ме малтретирате се? Жената дошла да изчисти, кафето е, земи и изчисти, брка работа остане. Така, И сериозна компанија беше, тоа е една од ретките компании каде што во почетокот беше и сега влезен, инвестициски фонд беше, и беше мислам дека прва компанија која што влезе со над 50% учество, понатака и он реално и добро се удаде, така беше сега. Тоа беа времиња на почетокот на интернетот во Македонија, мораме да кажеме. Тоа што Оннет Македонија беше земја каде што интернетот беше на многу точки во државата достапен. Имаше и проект еден со бежичен интернет се поставени цела држава. Да не се нервира Кире, собственикот на pari.com.mk, не правиме реклама, Оннет веќе не постои, така што ова е нешто минато, туку зборуваме за... Не, Пепи не собира, не носи у кафана. Не е минато, не е Пепи, не. Ама викни го и Кире, ако нешто да пробам. Добро, Пепи Чемеригич има што да каже. Се надевам дека во некој од наредните подкасти ќе ми дојде во емисијава, бидејќи со авион може да те дојде. Може да, со пипистрел да дојде да слета. Не, еднаш тврдеше дека од Стенковец до Штип ќе стигнал побрзо со авион, а ние тројца што бевме да сме иделе со кола, ама се уплаши, не ја прифати.
кладбата, така. Не, веројатно се уплашил да не возите лудо па да не направите белја. У суштина се грижил за вас. Сигурно. Океј, уште едно прашање сакам на крај да ви поставам. Спомнавте приватен сектор, спомнавте државен сектор. Кога влеговте во регулаторната комисија за енергетика, како ви се чинеше да влегувате во таква институција? Вие сте одамна таму, мислам дека сте од почетоците. 2004-та. Мислам почетоците. Како можеше ли колегите кои што прво вработување им било, на пример, регулаторна комисија или што дојде од државен сектор, ако имало такви што дошле, дали можевте да им наметнете нешто од вашето искуство од приватниот сектор? Прв председател на регулаторна комисија за енергетика беше Слави Ивановски, кој што јавниот сектор го имаше напуштено и како добар правник и познавач има работено на многу проекти. И поголем дел од луѓето кои што дојдовме во регулаторна бевме надвор од државниот сектор. Така да од приватен сектор, од факултети имаше луѓе кои што доаѓаа, така да тоа си функционираше добро и од тој аспект односи на луѓе и Славе потоа и Димитар се релативно полабава атмосфера, не функционираме строго со наредби, се познаваме, тешка е работата, подложна е на притисоци, не од аспект дека е возможна грешка да се направи, знаете. Мислам дека ви доаѓаат и ви нудат некоја паричка, мислам. Не, немаме такви. Добро бе да прашам. Си има. Прави некој, нека си прави за себе. Добро, сосема на крај веќе истекува, само едно прашање, можеби гледачите воопшто нема да ги интересира, но морам јас да дознаам овде, дали со Сашо Мацановски трендо се договоривте кој треба кондури да добие од една особа што сте успеале да го жените, дали договоривте вие треба да ги добиете или Сашо Мацановски трендо? Сашо Мацановски ќе ги добие. Ќе ги добие. И на таа особа на вистина многу ја помогнав му животот да не остане да се шета со бело сако и со карамфил ревер да збори за да досаѓа по луѓе. И така најдовме, имавме еден проект, за една вечер го реализиравме, приватен сектор, тоа проект, за една вечер го реализиравме проектот и така од тој проект имаме еден убав господин, една прекрасна сопруга, две прекрасни дечиња, убав дечко и така. Добро, што ме реше тој проблем и неко фала ти тогаш што ја викнавте мојата сопруга, мислам тогаш девојка, што да ти правиме. Ти благодарам што беше дел од овој подкаст, мислам дека ја одговоривме на интересни прашања. Морам да кажам дека ќе направиме пауза во летово, бидејќи сите треба да одмориме и вие што не следите малце да се релаксирате. Од есен, од 1 септември почнуваме повторно, веројатно можеби ќе го забрзаме темпото, нема да биде на 2 недели, на 2 недели може да биде секоја недела подкастот, може ќе имаме и новини, така што ве поканувам од 1 септември повторно да не следите, а ми се надевам дека дадовме добри одговори во овие 5 подкасти кои што ги реализиравме до сега и најавуваме уште многу нови. Секој добро.